Ви благодарам, председателка. Почитувана колешка, ви благодарам на репликата. Во стилот на кој што почнавте, така и ќе морам да ви возвратам. Дали вие имате кредибилитет да говорите на оваа тема? Мислам, ова прашање ќе си го дадете самите, а медиумите веќе пишуваат со денови. Друга работа. Зборите за заробена држава. Заробена држава е сега, највисок степен на режим е сега и вистинското лице за вашето владење е манав. Тоа е вашето вистинско лице. Кажете ми, дали има поголема заробена држава, поголема партитократија од ова што вие денес како правите? Ова што го говорам јас, не го говорам како пратеник на ВМРО-ДПМН, потврдено е во извештај на Европската комисија, каде што ви даваат единица за владење на правото. Бидејќи најверојатно кога никој има повеќе аргументи, можно е да не ја следите во целост дебатата, па ајде да бидеме кратки и јасни за оваа колешка. Велите делата, јас го цитира Свети Климент и ви реков дека со делата вие ќе ги привлечете, со зборовите, доколку зборовите нема дела, со истите ќе ги избркате. Вашата номинација за уставен судија, ако погледнеме што можеме да најдеме за неа, освен биографија кој што и сите претходни кандидати ја има, сега ќе ви ги прочитам за да ви бидат појасно. Роденденска честитка за Бранко Црвенковски. Да. Трибини партиски на Социјалдемократскиот сојуз во многу градови, меѓу кои во Куманово. Јавно опоменува Државната комисија за спречување на корупција дека земала 2 плати. И требало долго време на универзитетски професор да размисли која функција ќе продолжи да извршува. Дополнително, бидејќи велите не можете, како велите вие, не можете да се надминете да имате конструктивна критика. Ве прашувам, каде беше вашата конструктивна критика за двајца универзитетски професори, кои што овдека ги имавме, професор Саво Климовски и Рудна Живковска, кои што веруваме вие како правник може и ви предавале. Каде ви биле конструктивните критики за овие двајца професори? Па ве молам, тие не ни биле подпредседатели на партија, напротив, председател на собрание. Овие двајца кандидати, Рудна Живковска била менторка на кандидатката која што вие избравте за уставен судија, Тања Бузаџиева Васич. Велите административец. Некој во некое време било административец. Што е Тања Бузаџиева Васич? Соработник на Венко Филипча? Бизнис профитер на сметка на граѓаните во време на ковид и соработник за канабиси, како и да е вашиот фамозен закон. Со што ја наградивте со уставен судија? Говорите за заробена држава, па нема повисок степен на режим од ова што се случува. Од пиење виски и пушење пури и пеење цигари овдака во државни институции на сметка на граѓаните. Тоа е сликата на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Манав е вистинската слика за она што се случува во државата. Непомислено камче исплатено милиони од джебот на граѓаните за автопат кој што не се гради. Нови анекси за Кичево Охрид. За која држава ми говорите вие? За каков режим? Највисок степен на режим, секој политиколог ќе ви го кажа тоа. И ова што се случува денес. Урнисување во секој сектор, во здравство. Вие сте, одлично кажа колегата Антонио Милошовски, вие сте, оваа влада е онкологија за Македонија. Тоа го правите сега, со кандидатите Бузаџиева, со кандидатката Кацарска и сега со оваа кандидатка, како велите, ќе го комплетирате Уставниот суд. Уставниот суд во однос на правниот сектор е онкологија. Уставниот суд во изминативе години работеше исклучиво и само во интерес на оваа влада. Па јас да ве потсетам на оној
партиски собир каде што присуствува председател на држава, председател на влада во Уставниот суд, не баре на Бихачка, барем нека не ги користат дануците кои што ги плаќаат граѓаните, честниот македонски народ, честните граѓани на Македонија, фирмите, нека се соберат на Бихачка, нека не ги искористуваат средствата. Кога говорите за никаков режим, погледнете ги состојбите кои што се денес во државата. Службени возила, развозување. На што доликува? На демократија? Апсолутно не. Истиот тој медиум, односно се извинувам, извештај, кој што говореше за заробена држава, знаете како го оцени вашето владење? Демократија со сериозни недостатоци. Тоа е точниот превод. И тоа се гледа. Повторно ќе ви кажам, манав е вистинското лице за вашето владење. Онкологија е вистинското лице за вашето владење. Во секој сектор. И во правниот. А со вакви номинации само го потврдувате она што јас ви го говорам. Сега велите шарена револуција. Шарена револуција, бидејќи се покажа дека доминантно сте платени борци, заради тоа што 7 години молчевте на се што се случуваше во собранието и во државата, немаше никаква самоиницијативност од ваша страна да речете, видете, како деца на револуцијата, не изеде револуцијата во столчињата во кои што седите, ќе излеземе повторно на улица и ќе се приклучиме на народот на незадоволните граѓани. Ве немаше никаде. Ве немаше ни на протестите за бугарскиот договор, ве немаше на протестите за онкологија, ве немаше никаде, молчевте, ве нема сега ни за загадениот воздух. Молчите. Зашто? Заради тоа што се потврдува дека бевте исклучиво партиски доминирани, заради тоа што голем дел од вас земале средства за да бидат дел. И тоа како го направивте, како го вистинското лице, повторно ќе кажам, се сите случувања овие 7 години. Тоа што се случуваше со шарената револуција, ќе ве потсетам, ви го кажа лично на вас, почитуваниот професор Калајџиев. Вие подобро се сеќавате на вашата дебата со него, како лично ви кажа за манипулацијата со шарена револуција. И затоа граѓаните денеска секој од вас ги препознава како лажни шарени борци, заради тоа што не донесовте подобар живот кој што го ветувавте, не донесовте реформи во правосудството, не го кренавте на нозе здравството, ги оставивте децата без учебници. Вие донесовте колапс во секој сектор. И затоа не можете повеќе никој денеска да убедите дека шарената револуција била за подобар живот, била за право, правда и мир. Апсолутно, тоа не треба да го кажам јас, тоа го говори секој извештај, тоа го говорат граѓаните денеска каде и да појдеме. Да заклучам, останувам на мојот став дека не треба да дозволиме, како што вие велите, да го комплетирате Уставниот суд со дополнителна партиска номинација, поранешна подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз. Туку напротив, Уставниот суд треба да се ослободи и конечно да се стави во служба на штитење на уставниот поредок. Ви благодарам.